Да, како што најавивме, се враќаме во студиото. Тука е господинот Ивица Јакимовски, председател на Градежната комора на Македонија. Господине Јакимовски, добро дојдовте во студио 10. Добро утро, добро ве најдовме. Благодарам за можноста да можеме да се обратиме на гледачите на 24. Ние ќе разговараме, се разбира, за Градежната комора, за проблемите и предизвиците на градежниците, пред се ќе разговараме и за граѓанскиот аспект на целата работа. Еве за еден вовед во разговорот, како ја оценувате моментално состојбата на градежниот сектор во Македонија, генерално како вовед за разговорот, а потоа се разбира ќе влеземе и во детали. Пред да отпочнеме со анализа, многу е битно да го пренесеме во јавноста и према гледачите дека градежништво како сектор дополнително, особено делот на високоградба, придвижува уште 27 индустријски гранки. Значи не е нешто кое што се гледа само за себе, него битен и севкупниот ефект во економскиот дел на држава. Така да во тој аспект градежниот сектор е некој начин се што не обкружува. Тоа кај што живееме, работиме, се движиме, инфраструктура и се останато влегува во тој сектор градежништво. И едно нешто кое што треба да се промени, да се гледа многу пореално, што се допринесува градежниот сектор во нашето живење, севкупно. Така да во таа насока е предизвик. Ние сме реално соочени со предизвици како и сите други индустријски гранки и индустрии. Значи, постојано во бизнисот има предизвици. И предизвици се тие кои што треба да се менаџираат. Меѓутоа, при самото менаџирање не е еднострано, него тука влегува и менаџирање кога мислам на севкупните чинители. Тука е државата, институциите, самите компании кои што се приватни инвеститори, државни инвеститори кои што мислам во делот на инфраструктурни проекти. Значи е многу поширока сликата и треба да се еднаш за секогаш да се направи одредена стратегија, затоа што градежниот сектор е основата на државата. Затоа што имаме примери во многу држави во светов, еве пред се и во Европа, кај што градежниот сектор го ставаат како приоритет во однос на инвестирање во инфраструктурни проекти заради стабилизација и развој на самата држава. Треба и ние да преминеме во таа насока на размислување, инвестирање, создавање дополнителни додадени вредности, затоа што само на тој начин ќе растеме севкупно како и економија и како општество. Да, инвестирањето во инфраструктурни проекти, особено во крупни инфраструктурни проекти, во тие така наречени државни мегапроекти, ако сакате, не мора и толку големи да се, освен што го зголемува бруто друштвениот производ, предонесува за подигање и на работничкиот стандард и за севкупната државна економија, значи има многу сегменти врз кои влијае тој начин на развој. Вие кажавте дека не треба стратегија. Еве и вие појаснивте, бидејќи кај нас мислам дека граѓаните кога ќе кажете градежен сектор веднаш им асоцира на згради, на тоа што го гледаат, но сепак тоа е една многу поширока и покомплексна слика. Кога ќе кажете дека на државата треба стратегија, на што мислите? На што би требало еве ние како држава да се сконцентрираме за сето тоа да го канализираме, се разбира, за да постигнеме подобар економски развој? Кога мислам за стратегија, тоа значи да се создаде долгорочен континуитет. Затоа што се случи да во изминатите години претходни со промена на секоја власт носи нови приоритети за нив, меѓутоа не стратегија целосна за државата. Ако одреден инфраструктурен проект е отпочнат, тоа значи по автоматизам дека мора да се заврши. Колку одреден проект се заврши во предвидената динамика која што е предвидена со почетокот на градба, проектот е поевтин. Колку тој проект трае подолг временски проект, тоа е поскап. Значи, ние прво треба да знаеме, при влегување во секоја инвестиција, треба да бидеме свесни дека временскиот рок е тој кој што ја диктира и вредноста на самата изградба на одреден автопат, брз пат, експресен, независно дали е тоа канализационна мрежа, водоводна, така да се што ќе се отпочне како проект за градење треба да се реализира. И независно... Мислам дека тука најдобар пример ни автопатот Кичево-Охрид. Ако еве како екземплар, дека влегува во историја и го оцрнува градежниот сектор, што
нешто не е во интерес на никој, затоа што од една страна како граѓани инвестираме во нешто кое што треба да го користиме, а од друга страна немаме реализација. И тука што се појави целото тоа пролонгирање на некој начин и наштети многу на компаниите кои што учествуваат во реализација на тој проект, затоа што ти од старт си направил одредена динамика, ресурси и тргнуваш во реализација, оствари немаш реализација. Тоа е најголем проблем и губиток и за изведувачот во таква случај, и за инвеститорот, и за надзорот, за сите учесници кои што се во реализација на тој проект. Јас стврсто стојам на тоа дека ние имаме компании и можеме да извеземе проекти без разлика од каков тип се и потреба и за државата и за приватниот сектор. Меѓутоа, оваа предвидливост е нешто кое што мора да се доведе согласно стандарди и норми кои што се дефинирани во градежништво. Така да тука треба да се остави повеќе простор на градежниот сектор, затоа што ние имаме и факултет градежен, и архитектонски факултет, и високообразовни институции кои што можат да помогнат во секој дел од реализација на било каков проект. И мислам дека многу повеќе треба да се насочиме на реализација или секој во својот дел. Обврската на нарачателот, инвеститорот е да обезбеди финансии, а се останато е обврска на изведувачот. И треба така да ги канализираме работите за да имаме многу појасна слика во се што градиме во нашава држава. Затоа што на крајот од денот, колку побрзо се користи одредена инвестиција, дали е тоа објект, зграда, стан, деловен простор, пат или се останато што се прави, е толку подобро, затоа што на крајот од денот се е економија. Вложувањето во одредена недвижност, во одреден производ и било што, целта е да тоа да има побрзо движење и побрз ефект. Јас кога разговараме за тоа, за изведувањето на тие проекти, за ефективноста, за ефикасноста, ми се чини дека проблем е кога во фелата или во стручниот дел се вмеша политиката. Па да го земеме и автопатот Кичев Охрид како пример. Мислам дека и барем јас така имам перцепција од она што го имам читано, дека таму не е проблем фелата, дека не е проблем градежниот дел сам по себе, изведбата, дали градежните компании имаат, да речеме, капацитет да го направат, дали го правеле со добра динамика и така натаму. Туку проблем се некои други X фактори кои нас не ни се баш познати во таа приказна. И можеби тоа можеме да го пренесеме во сите сегменти, дека проблемот е кога во фелата, како што вие велите, имаме стручни луѓе, имаме факултети, професори, ке се вмеша политиката. Значи, тој проект е доказ дека неорганизираност и неследственост на веќе отпочнен проект е сериозен проблем. Значи, политиката, во конкретниот случај државата е нарачател. Во дадената позиција, кој ќе биде на позиција да одлучува, значи не треба да одиме ние ретроактивно и по потреби да носиме политички заклучоци, него треба да одиме согласно отпочнатиот проект. Ако тој проект е отпочнат и има одредени недостатоци, тука треба да се занимава стручната фела. Во конкретен случај дали се тоа проектанти или изведувач, надзор, тука треба да се, меѓутоа државата е таа која што треба да го следи проектот инвестициски. Не треба во друг домен да има некакво влијание. Значи, нарачателот се знае треба да обезбеди финансиска конструкција, а се останато е на изведувач и надзор, за да имаме конкретна реализација на проект, затоа што со отпочнување на секој проект се поставува динамички план. Во кој динамички план треба да се точно се знае периодот на изведба на тој проект. Во конкретниот случај, тој проект некако ни создава негативен пристап во општеството затоа што преголема временска дистанца. На крајот од денот секој од нас има такво чувство да тргнеш према Охрид од една ситуација да се релаксираш, од друга страна како би извозел до таму, што е нонсенс во 2025 и 2026 година. Наместо да биде обратно, да. Ако направиме анализа, 70-80 години се граделе автопатишта во Македонија. Не е тоа нешто ново, не е нешто непознато. Значи, тука само пристапот тој кој што создава дополнителен проблем. Одредени изреки има проблем во секое работење постојат. Многу е битно да сето тоа се менаџира и да се задоволи рокот кој што е поставен. Согласно динамиките, ако ги анализираме во последнава година што се случува,
Значи видливо е и на самиот терен дека има многу подобра организација во однос на реализација на тие проекти, затоа што веќе добар дел од самите проекти се пуштени во употреба. Начинот на кој што се пристапи за реализација на автопатот Кичево-Охрид да парцијално се дозволува да се користи дел на реализираниот проект, мислам дека е во ред, затоа што на тој начин ќе се намали притисокот, а со тој ќе се заврза динамиката на реализација на целиот тој проект и со самите најави во координација и комуникација и со Министерството и со владава, е дека до крајот на наредната година конечно тој проект ќе биде заборавен во однос на реализација. Така да тоа треба да ни биде поука за понатамошна реализација на сите проекти, дека треба многу по-сериозен пристап во однос на реализација на секој проект, затоа што во градежниот сектор има голема бројка на вработени кои што со самото действие директно влијаат на економијата и секој кој што се одлучил и го посветил животот на обука, едукација и работа во градежниот сектор, освен тоа што го работи, друго не знае и треба да имаме континуитет и посериозен пристап, затоа што се што обкружува и градежништво, пак ќе повторам уште еднаш, затоа што ако немаме патишта, како би се движеле? Ако немаме, не знам, се останато, се е проблем. Така да треба многу посериозно се гледа и градежниот сектор е единствено гради и создава. Никако негативно не влијае во општеството. Тоа што се наметнува теми за лични потреби и одредени издруженија и одредени, како и да ги наречам, организации, е нешто кое што си билдаат личен интерес. Меѓутоа широката слика и широкиот пристап е што го комуницираме, затоа што сите го знаеме дека треба сите да бидеме сплотени со една единствена цел. А тоа е да изградиме многу поквалитетно општество, да изградиме многу поквалитетна држава, затоа што на крајот од денот условите кои што ќе ги создадеме се услови за нас и за генерациите кои што доаѓаат позади нас. Затоа што и пред нас имало генерации кои што граделе, создавале и сме на основ на тоа кое што сме денеска. Да. Кога зборуваме еве за градежништвото или изградбата на станови, на нови станбени единици, тоа е нешто ми се чини што најмногу ги интересира граѓаните или што најчесто е присутно во јавноста. Скоро имавме една информација дека можеби ќе дојде до промена на ДДВ стапката за изградба на нови станови. Видовме дека таа остана на 5% за сега. Што мислите за оваа одлука? Во поглед, дали е таа добра како што е, дали можеби требаш да има намалување или зголемување на ДДВ-то? Во однос на повластената стапка од 5% е нешто кое што се случува од периодот од 2013 па еве до сега до 2025 година и секогаш од прв ден до денеска како комора сме биле во комуникација и сме ги изнесувале сите факти, аргументи зошто е потребно да се задржи тој данок од 5% да остане и понатака, затоа што проектот кога го отпочнавме уште во тој период 2013-2014 со министерот Ставревски се покажа како оправдан пристап, затоа што стимулираше дополнителен пристап за размислување за обезбедување на недвижност. И во тој проект се отпочна паралелно и проектот Купи куќа, купи стан, кој што може не создаде личен ефект преголем, меѓутоа на луѓето кои што требаше да им се излезе во пресрат пред се на млади брачни парови, во тој период кој што траеше проектот направи позитивен ефект. Значи, тој склоп кој што се направи со данокот од 5%, секогаш сме го поздравували, ќе го поздравуваме во иднина, затоа што на крајот од денот тој резултат се префала кај крајните купувачи, кај самите граѓани. Пред се да се заблагодарам и за ова пролонгирање кој што се случи благодарение на владава и Министерството за финансии и Министерството за транспорт и врски, во кој што бевме во комуникација и ги образложивме нашите ставови, не само како лични ставови, него како општествена потреба, дека секторот високоградба дополнително носи ефект многу повеќе кратен во зависност од тоа како краен производ 5%, затоа што во самиот производ се што се случува, целовкупниот промет при набавка на материјали е со 18%. Значи, крајниот производ исклучиво е 5%, кој што е директен ефект на крајниот купувач. Така да, ефектот кој што го рефлектира самата изградба на недвижност е многу поголем од самиот крајен ефект на 5% на недвижноста. Така да во таа насока
заблагодарам уште одеднаш во име на сите компании на граѓаните да продолжиме во таа насока, да имаме комуникација само со една единствена цел, да имаме многу подобар развој и стабилност на долг рок. Затоа што ако во даденава ситуација се случеше да имаме зголемување на данокот на 18%, ние ќе имаме дополнителен притисок и на така високи цени кои што се во моментот ќе се зголемеа за 13%, кои што во даденава ситуација во ниеден случај не е во интерес на никој како поединец, со тоа ќе се намали актива во однос на продажба на сама недвижност, а со тоа ќе се намали активата по однос на даноци. И економскиот ефект ќе биде намален неколкократен. Така да во таа насока апсолутно треба да се гледаме како, затоа што од тие неколку проекти кои што се направија во тоа време, значи и ден денеска се применети и се на некој начин ископирани и во Србија, и во Црна Гора, и во Албанија, па и во оваа година и во Грција. Тој проект Купи куќа, купи стан како ефект, ако го гледаме вака, не изгледа можда за секого преголем проект, меѓутоа во суштина е преголем проект. Затоа што еве сега од оваа година во Грција стапката за продажба на станови за млади брачни парови е 10%. Од нивните таму 22-24 колку и да се е 10. Значи секој гледа и анализира. Меѓутоа ние сме го направиле ова пред 10 години и повеќе. Значи некои еве да кажам политички одлуки кои што се донесени правилни треба да се поддржуваат. А добро, дали до кога е ова одлука сега, до кога ќе трае? Ова одлука, до кога е одложена? Претходните пролонгирања или продолжувања беа на 3 на 6 години ги правевме. Значи сега ова треба да е во наредниве 3 години, меѓутоа заради периодот во кој што се соочивме со локални избори, па се останато кој што беше во овој период, се направи пролонгирање. Сега наредно кој што ќе треба да се подлабенски да се направи и да се влезе во анализи, зборам анализи, зборам долгорочно на наредни 5-10 години кај сакаме да се движиме, мислам дека тоа е нешто кое што треба да се задржи понатака. Сега Народна банка најавува олеснување на кредитирање при купување на прв стан. Кои би биле тука, кои се олеснувањата? Во однос на чекорот кој што го направи Народна банка, тука има еден дел олеснување, еден дел ограничување, кој што не баш се сложувам дека е во ред, затоа што и во минатово начинот на кредитирање на недвижност функционираше перфектно, да кажам. Затоа што целиот процес кој што се постави од издавање на одобрение, лист за предбелешка, хипотека и процес на банка одобрување, имаше некоја долгорочна стабилност. Ако го анализираме последниве 13-14 години, значи тука се покажа дека тоа е стабилно. Мислам дека тоа што од една страна се дава можност, а од друга страна се создава ограничување, не е во ред. Затоа што ние сега создаваме да при купување на прва недвижност учеството биде 10%, а доколку веќе купувам втора недвижност, да тоа се зголеми на 20%, 25%, што создава ограничување во однос на кредитирањето при недвижност пред се стан. Затоа што да треба да направиме една анализа. Тоа што се поставува во јавноста дека имаме премногу недвижност, имаме луѓе кои што вложуваат многу во недвижност, меѓутоа од друга страна целиот овој процес кој што помина од 2020 со појавата на ковид криза, економска, енергетска, се покажа дека недвижноста е стабилна инвестиција. Значи, тој инфлаторски момент кој што се појави во изменет период, значи на некој начин недвижноста беше и баланс. Секој кој што направи одредено вложување не изгуби, напротив, доби. И тоа е нешто кое што треба да се анализира од друг аспект, затоа што во рамките на Европска унија инфлаторскиот ефект недвижноста го прати. Затоа што таму имаме во континуитет во изминативе 20 години, ако се случува 2 до 3% да има инфлација во било која држава во Европска унија, недвижноста се зголемува до 5 до 6% на годишно ниво. Затоа што тој инфлаторски момент мора да се следи, а од друга страна севкупниот капитал во општеството, таа недвижност која што ја поседуваме, независно дали е тоа во приватен или во државна собственост,
е дополнителна вредност на државата. Затоа што кога пристапува за одредена кредитна способност, за одреден кредитен рейтинг, е нешто кое што преку имотот го докажуваш како можност. Така да, се што се случува, јас го гледам од позитивен аспект и мислам дека така треба да се размислува и така треба да се оди. Се што има одредено недоразбирање или спротивставени ставови, треба да се седне на маса и да се расчисти во која насока ние ќе се движиме, затоа што за градежништвото, за индустријата, за бизнисот е потребна предвидливост долгорочна, затоа што сме изморени од кратки рокови, од нејасна предвидливост, затоа што не можност е да одреден проект да го градиш 2-3 години, а да го планираш денес за денес. Да. Ова што вие го зборувате, всушност е на некој начин и нешто што е најкоментирано во јавноста, тоа е цената на становите. И сега слушаме многу често дека цената всушност зависи од понуда и побарувачка, дека пазарот ја диктира цената, дека тука нема некакви други механизми кои тоа го коригираат и тоа веројатно е точно. Бидејќи просто кажано, доколку некој ги купува становите, тие растат, доколку престанат луѓето да ги купуваат, ќе почне да паѓа цената и тоа е јасно. Каква е сега понудата на таа од таа страна на понуда и побарувачка на станови во државата, пред се во Скопје, но еве и во целата држава? Ние како ефект кој што се случува денеска укажувавме уште 2017 во тој период кога се тргна на водење на мораториум, укинување на детални планови и се таа негативна политика која што се водеше, кој што денеска го живееме како резултат е погрешно, затоа што во ниеден случај не сака да слушнат и да се разбереме дека носење на еден детален план е долг временски период. Не е тоа нешто кое што се случува денеска за утре. Водење мораториум кој што не беше уставна категорија, тоа се докажа на уставен суд дека е комплетно погрешна категорија, се водеше со сила. Меѓутоа жалосно е што никој не одговара за сето тоа што го прави. Затоа сме ние тука кај што сме. Значи ако гледаме пошироко, ефектот кој што ни се случува денеска е од повеќе аспекти. Првиот аспект е за тоа што со укинување на деталните планови се лимитира можноста да постојат локации. Со самата лимитираност на локации кој што е во моментот, вредноста на самата локација се зголеми неколкократно. Ако во периодот до 2017 имало локации централно градско подречје и општиниви околу градот 20, 23 до 25%, сега се сведоци дека тоа се случува околу 40 до 45%, што учество на локација во градба до 45% е премногу. И сега, кога на сето тоа ни се надоврза моментот ковид криза, енергетска, економска, кој што директно влијае во однос на зголемување на сите производи во самиот сектор, производство пред се мислам на материјали. Преку тоа зголемување на платите, што е логичен процес. Невозможно е економски баланс да постои ако не се зголемуваат платите. И сето тоа направи дополнителен притисок. Од друга страна, изгубивме голем дел од кадрот кој што го имавме до тој период, затоа што овој неконтинуитет кој што се случи во временскиот период направи неколку кратни негативни ефекти. И ние сега денеска дојдовме во позиција кога во еден момент треба да решиме се. И тоа е просто невозможно. Значи ти не можеш во дадена ситуација да направиш корекција на цена, затоа што од друга страна ние немаме понуда на недвижност со помала цена. А како ќе имаме доколку се урбанизира периферно, кај што ќе имаме недвижност, ако сега во централно градско подрачје се движи цената 2.500-3.000 евра во таа временска рамка, а од друга страна имам паралела на 4-5 километри од плоштад Македонија локација кој што би се движела 1.500-1.800 евра, секако дека крајниот купувач е тој кој што ќе процени каде ќе инвестира и каков ќе биде повратот на инвестицијата кој што ќе ја прави. И на тој начин ние ќе воспоставиме еден баланс, ќе воспоставиме една можност на понуда и побарувачка која што ќе го балансира пазарот. Сакате да кажете дека сега немаме доволна понуда на нови станови, дека всушност за тоа е притисокот врз пазарот? Апсолутно, затоа што ние сега во моментот понуда на недвижност, зборам на нова недвижност, аеродром Кисела вода, Карпош, да и не постои. Затоа што
деталните планови кои што постоje во Карпош се укинати од 8-6 укина, што е апсурд. Во општина Центар најголемиот детален план кој што е тој Ј07 се укина. Во Кисела Вода нема донесено нови детални планови. Аеродромот тоа што го има претходно е изградено, ново кој што треба да се донеси кога веќе се создаде една клима на грч и на несигурност и на нестабилност и сите други кои што мислеле нешто да создадат и направат, никој ништо не направи во тој изминат период. И ние го живееме ефектот на тие погрешни политики кои што се водеа во тој период, го живееме денеска. Да, добро, како според вас, бидејќи имаме и контраргументи на тоа дека центарот е пренаселен, дека имаме веќе наслови како Дебар Мало или и некои други каде што веќе имаме зграда до зграда, нема сончева светлина, нема паркинзи, нема ништо. И очигледно и е така во некои сегменти. Што е решението според вас? Бидејќи Скопје природно претпоставувам има потреба да се развива, еве гледаме дека има потреба од недвижнини, луѓето ги купуваат, немаме понуда доволно. Што е решението според вас? Како би го надминале тој проблем? Апсолутно е така и никогаш како сектор не сме поддржувале начин на урбанизација и на градење кој што не е во ред. Значи, факти сме сведоци на нешто кое што го гледаме и кое што е резултат на минатото кое што се случило. Значи, нас треба да ни биде репер, минатото, се што е негативно и што не е направено согласно стандарди и согласно закон, да во иднина не сме по ниедна цена да се примени. Ама тоа не значи дека треба да застане. Тоа значи треба да ни биде мотив да изградиме подобро. И треба да, согласно стандарди и норми во градежен сектор, постојат. Не е ништо дека не постои. Постои закон за урбанистичко планирање, постои закон за градење. Меѓутоа ние треба да се вратиме согласно последните измени, носење на закони, дополни, да се држиме согласно тоа. Меѓутоа кај е ефектот? Се што се случува денеска во 2025 е нешто кој што ќе се види во 2030. И тоа е ефектот кој што ние го гледаме Дебар Мало, кој што го спомнавте, или други локации кои што имаме на некој начин недобра урбанизација, е нешто кое што е случајно пред 2000 година. 2000, 2001, 2005. И целиот тој процес кој што е поминат е нешто кое што го гледаме денес. Тогаш е создадена таа кованица урбана мафија, нели? Од тогаш постои како израз. И сега постојано. Знаеш како, што не е во ред општествено, затоа што ние на некој начин сме навикнати да се навредуваме меѓусебно, што е многу погрешно. Независно дали е тоа во урбанизам, дали е во градежништво, дали е во политика, дали е во друг дел од бизнис. Значи, секаде нешто се додава за да се стави во еден куп. Дали е тоа судство, дали е банки, без разлика што и да е. И сега, во сите тие сектори кои што ги спомнам, секаде постојат професионалци. Тоа не значи дека сите постапуваат на таков начин. И треба да се направи јасна дистинкција. Тие кои што создаваат правилни вредности, се придржуваат согласно закони и норми, треба да бидат истакнати како примери за кои што сите други треба да ги следат. А ние одиме обратно. Се прикажуваме дека е црно и од друга страна се блокираме и стоиме. Невозможно е нешто да стои во место. Затоа што процесот на живење е нешто кое што движи и кој што мора да движи. Добро, кои се решенијата според вас? Како би требало Скопје да се развива? Еве, поконкретно. Според нас, и ние сме комуницирале со изминативе градоначалници, а тоа е да се донесе стратегија. Ние точно знаеме што се случува и кој е офатот пред се на град Скопје, тоа се случува и во другите градови. Значи, треба да се седне и стратешки да се постави. Овој дел од градот го развиваме, меѓутоа го развиваме со новото време, со нов тип на урбанизација, со нови потреби, во делот на екологија, во делот на енергетска ефикасност, во делот на потребите, кои што ги носи новото време, кои што ги носи архитектурата, затоа што ние сме сведоци, не само кај нас, и во светот, дека архитектурата е двигател на се што е околу нас. И сега ние треба да пристапиме на примена на нови материјали, на примена на нов начин и пристап во однос на користење на самата недвижност. Тоа што веќе влегуваме во ера на смарт технологии, влегуваме во сфера на вештачки интелигенции, влегуваме во нешто кое што ни го олеснува животот. И примената на сите тие нови технологии е неопходно да се примени во делот на градежништво и архитектура. И тоа е нешто за кое што се бориме и кое што сакаме да го прикажеме во општеството. Меѓутоа треба да ни се дозволи, да ни се даде можност, зборам како се вкупни учесници,
И тука сега, во која насока би се движеле, тоа е директна комуникација и со владата, и со градоначалниците за јасно дефинирање во која насока ќе се движи државата во однос на урбанизација, во однос на изградба на нови комплекси, можности, па зошто да не и населба, и град нов, и било што, кој што ќе биде репер и пример како треба да се движи се понатака. Да, пред 40 или пред 50 години може кога е правена Скопската наслоп аеродром и Ново Лисиче, спред многу урбанисти пример за тоа како треба да изгледа модерна градска наслоба, каде што имаме згради, помеѓу нив паркови, паркинзи, се е предвидено направено плански и урбанистички. И некако ние сега 50 години после тоа како да назадуваме во тој урбанистички аспект, а не да напредуваме. Значи тоа е доказ дека ние имаме пример. Меѓутоа не го следиме тој пример. Ние наместо да пресликуваме и да надоградуваме, да модернизираме, да одиме уште ниво повисоко од тоа што било, ние се враќаме назад. Јас во комуникација со градоначалници и со министри и со се што даваме насоки. Меѓутоа треба да тргнеме во таа насока да се реализира. Ние имаме одредени паркови. Независно во која општина, да го зборам централно градско подрачје. Имаме паркови. Зошто тие површини не се искористат да подземно се реши паркирање, а надземно биде комплетно цел паркинг? Кај што ти на иста површина имаш две функции. А тоа го решаваш проблемот со паркирање кој што не е реален проблем, а од друга страна го задржувам како јавен простор зеленило. Зошто не пристапиме на таков чекор? Па добро, во дадена ситуација кога една општина нема можност за тоа го isfinansira во целот, па има можност за тоа се направи како јавно-приватно партнерство. Значи ние имаме многу можности. Меѓутоа треба да тргнеме храбро да реализираме, за да промениме. Значи одредниот дел кој што се случуваме во делот на сообраќајници. Значи ние имаме притисок по однос на сообраќај, па и нормално е дека ќе имаме. Ако ние пред 20 години тој тип на сообраќајница бил за бројка на жители X, а сега е зголемен, тоа е логично дека треба да се зголемат. Меѓутоа имаме ние примери, па нормално е дека не може да се руши опкружувањето, па тоа е така дека не може, меѓутоа за тоа постојат подземни сообраќајници, постојат надпатници. Има начин како да се направи побрз проток на сообраќај, да се едуцира, да се користат нови технологии. Технологија не е велосипед, меѓутоа е навика. Значи требаме ние да пристапиме повеќе во однос на едукација и каде сакаме да одиме. Тоа е нешто кое што треба да го промениме. Да, кога зборуваме еве за предизвиците на градежниот сектор, но јас би кажал и предизвиците на граѓаните, тоа е работната сила. Очигледно е дека имаме недостаток на работна сила. Гледаме дека одредени инфраструктурни проекти, дали е тоа еве и автопатот кој го гради Бехтеленка, каде што масовно работат работници од Турција, да речеме, но и на други инфраструктурни проекти во Скопје гледаме работници од странство и се почесто е тоа. Актуелни се еве сега и работниците од Непал, кои ги гледаме секаде околу нас. Дали е тоа еднината на македонската не само градежна индустрија, туку и на сите други сектори, ми се чини, бидејќи сега е актуелно ова разговориве или дилеме околу дали ќе имаме мигранти или нема да имаме мигранти, не ни е тоа целта, туку ми се чини дека ние неизбежно ќе мора да увезуваме работници од странство, бидејќи тука едноставно нема доволно работна сила. Или ми е погрешна перцепцијата? Тоа што го кажавте на почеток, дека проблемот кој што се случува по однос на работна сила и ефект во самото работење не е само проблем на компаниите, него е проблем и на граѓаните. Затоа што едно е учество во производство на нова недвижност и нови проекти изградба, а друг момент е како да се одржува сето тоа што претходно е изградено. Затоа што ние во дадена ситуација кога имаме проблем при изградба, како е можноста да се одржува недвижноста која што постои, една обична керамичка плочка да се промени или водоводна цевка или не знам што, станува проблем. Станува проблем и ова резултат исклучиво на неконтинуитетот кој што не се случи во изминативе години. Значи ние зошто кажуваме цело време стратегија? Стратегијата е предвидливост. Ако ние создадеме предвидливост и поставиме јасна цел дека во наредниве 10 години ни се потребни овие 10 проекти да ги изградиме, да ги димenzionираме согласно
можностите и колку од сето тоа треба да го дополниме за да го постигнеме како крајен ефект и како крајна цел. Значи ние на тој начин многу полесно ќе можеме да функционираме, да движиме, да работиме. Ако имам стабилност, лично тргајќи од себе, сега знам дека во наредните 5 години треба да се изградат тие проекти со фикс. Мене ми е многу лесно да ги анимирам луѓе кои што се наши пред се и се излезени надвор од држава и работат со одредени бенефиции, не само подносна плата и одредени други стабилности кои што може да се понудат, да тие луѓе се вратат. Значи не е дека немаме можност. Ефектов на зголемена вредност на недвижност може да влие и позитивно во однос на самото зголемување на платите, кај што може да се вратат голема група од, пред се мислам на нашите граѓани кои што се на привремена работа во странство, кои што секако ние како држава имаме одредени трошоци, а создаваме вредности во туѓи држави. Значи тука ако се направи добра стратегија, ние тоа можеме многу добро да го поставиме. И од позиција која што сме сега, да излезем во позиција кај што би биле извозно ориентирани. Значи, кај е хендикепот? Неорганизираноста по един градежен работник, инженер или техничар, кој што работи во странство, е личен ефект на самиот вработен. Доколку тоа се организира на ниво на компанија, тоа значи увоз на девизи. И тоа треба многу да се гледа долгорочно, затоа што ние ова како држава во претходно уредување на друга држава, Југославија и почетоци сме го имале, затоа што градежниот сектор бил не двигател, него градител на Блиски Исток и сите држави кај што работел. Ние имаме искуство. Имаме факултет кој што е реномиран во светот. Ние имаме институт кој што е реномиран во светот. Значи ние имаме основа, имаме традиција, само требаме сето тоа да го сплотиме и да го поставиме на реална основа пред се, да ги задоволиме потребите на самата држава, а со тоа да создадеме дополнителни додадени вредности кои што можат да влијат позитивно на самата економија. Не ми кажавте, мислите ли дека ќе продолжиме с увоз на странски работници, дека се почесто ќе гледаме? Во моментов, тоа е нешто кое што се користи како ad-hoc решение за да движат проектите. Јас тоа не го гледам како долгорочно решение. Факт е дека во севкупната индустрија ние имаме проблем, меѓутоа од друга страна што е многу битно, кое што треба да се разгледа, а тоа е, ние сме како држава мали, како пазар сме мали, зборам на глобален пазар. Многу е побитно да ние сега направиме нов исчекор, а тоа е да влеземе во креирање и создавање на квалитетни производи, кај што ќе го намалиме квантитетот, а ќе го зголемиме квалитетот. Со тоа ќе направиме додадена вредност на самиот производ, ќе намалиме обемноста, а ќе го зголемиме квалитетот. Кога мислам о тој аспект, еве би дал една насока во сектор земјоделие, да го мала дигресија. Ние земјоделие постојано субвенционираме во изминатите 20 години производство. Меѓутоа никој не се прашува какво производство. Ако веќе правиме субвенции, зошто не правиме органско производство, кој што има додадена вредност? Ако одреден продукт кој што го користиме има вредност 10 денари, не знам, пиперка, патличен или било што, ние со тип на органско производство ќе имаме 100 денари. И тоа го мислам реално. Ние за наши потреби може да користиме едно и друго. Меѓутоа за извоз, исклучиво треба да извезуваме органско производство, кај што ќе имаме додадена производност. Едно, создаваме светска препознатливост по квалитет, ќе бидеме барани затоа што имаме квалитетен производ, ќе имаме додадена вредност. И ние од тони и камиони и се останато што се случува, ќе се сведеме на помала продукција, меѓутоа квалитетна. Со помала продукција поголема додадена вредност. Исклучиво, еве насока од наша страна е да создаваме квалитетни производи. Јас мислам дека во нашата држава има компании кои што имаат квалитетни производи, кои што може да се промовираат и со кои што можеме да обстанеме долгорочно, со кои што ќе бидеме препознатливи. Затоа што од друга страна земјоделието е директно поврзано со туризам. Ако не имаме квалитетни производи, имаме гостопримство, имаме услуга, логично е да привлечеме и туристи. Затоа што од една страна имаме отворено доволна конекција, зборам со авионски линии, кај што многу лесно привлекуваме туристи. Меѓутоа, кога ќе можеме да ги задржиме и на сето тоа ќе имаме додадена вредност многу поголема, а сме реално домакини, реално сме докажани во тој дел, така да
едно со друго е врзано. И ние мора да сватиме дека еден од друг зависи. И треба во таа насока да размислуваме и да градиме. Да. Создавање на квалитет, а не на квантитет. Ете, мислам дека тоа е убава мисла и да завршиме со разговорот. Имаме уште некои точки, но за жал толку е времето. Господине Јакимовски, ви благодарам за учеството. Благодарам за можноста да можеме да разговараме пошироко и на некој начин да поставиме и некој друг начин на размислување и комуникација, затоа што начинот на кој што комуницираме не ни создава долгорочност и стабилност. Мораме да на некој начин направиме стратегија која што ќе не извади од севкупно окружување кој што ни се случува. Да, благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. И со ова го завршуваме првиот дел на разговорот. Почитувани, останете со нас, одиме со една куса пауза за реклами и продолжуваме со професорот Атанас Козарев.